Кавадарци. 26-то издание на најмасовното надпреварување. Мазата Скопје се бори да дојде до 9-та титула и да се изедначи. Кошарка на второто место на првенствената табела оваа сезона. Да се обиде да дојде до првото финале за неа и можеби утре вечер против Работнички и до првиот куп трофеј. Интересен ќе биде овој надпревар, затоа што двата по првенството во оваа сезона на МЗТ Скопје и на Блокотехна завршија тесно. Последниот на 5-ти овој месец во Негорски бањи, Блокотехна го доби со 96:88. МЗТ Скопје не ги исполни очекувањата во Јадранската лига во оваа надпреварувачка сезона, така што ќе се обиде на домашната сцена да ја врати куп титулата, лани загубена од Карпо Соколи, а потоа до крајот на сезоната да дојде и до трофејот. Тој аспект можеби кошаркарите на МЗТ Скопје имаат малку поголем психолошки товар од Блокотехна, која што гледано кошаркарски е нова на мапата кај нас, на домашната сцена, иако голем дел од овие играчи што ќе ги видиме во составот на Маријан Илиевски на овој надпревар претходно играа за Кожув и знаат како е да се настапува и на меѓународната сцена во Балканската лига, а и да се игра против најголемите ривали за првенствената и за куп титулата кај нас. Го видовме представувањето на играчите на Блокотехна. Вчера во четвртфиналето беа подобри од составот на Охрид со 110:88, додека пак МЗТ Скопје во четвртфиналето славеше против Фен Индустри со 115:68. Во другиот дел од надпреварувачкото стебло Работнички излезе најдобар, ко се овлада Куманово денеска 77:68. Го следевме тој надпревар, така што може, што се вели на овој меч, да анализира како игра едниот или другиот состав, иако сите добро се познаваат, па и некои посебни тактички варијанти, некои преголеми изненадувања, тешко дека би можеле да подготват и Желјко Лукајич и Маријан Илиевски на овој надпревар, или пак Марин Докузовски за утрешното финале, очекувајќи го противникот во него. Кошаркарската федерација на Македонија, со оглед дека немаше пријавена заинтересирана страна, се реши повторно купот да биде игран во салата Јасмин во Кавадарци. Фен Индустри, кој што пред 10 години беше еден од стожерите на нашата кошарка, освојуваше титули во првенството и во купот, па и Балканската лига, сега не е надпреварувачки силен до тој степен за да може да игра во полуфинале, но салата е пристојно исполнета. Ги очекуваме составите на едната и на другата екипа. Еве го изборот на Желјко Лукајич, тренерот на МЗТ Скопје Аеродром, Џордан Крафорд, Дамјан Миса, Дарко Соколов, Јуре Лалич, Игор Пенов, Јордан Минчев, Бојан Трајковски, Леонид Тодоровски, Радосав Спасоевиќ, Дамјан Стојановски, Андреј Маслинко и Алексеј Нешовиќ. Една промена во однос на вчерашниот состав, минорна, можеби играчки незначајна. Миса е во составот на местото на Андреј Настовски. Желјко Лукајич рече дека купот е чудо и посочи примери на Црвена звезда, на Макаби, така што знае дека овие 3 дена за неговиот клуб се исклучително значајни, кога веќе не успеа во Јадранската лига. Можеби сезоната на актуелниот македонски првак, на првакот од претходните 6 сезони во континуитет, ќе влезе во една помирна фаза за Блокотехна. Шахир Смит, Бенџамин Двеин, Маријан Младеновиќ, Илија Колев, Александр Колев, Горан Главчев, капитенот, Седрик Боувен, Данило Мијатовиќ, Димитар Лазаревски, Стојан Ѓуровски и Антон Казарновски. Тоа е изборот на Маријан Илиевски и на овој надпревар со 11 кошаркари на списокот ќе се обиде да го оствари успехот од двата меѓусебни надпревара во првенството во оваа надпреварувачка сезона. Игор Митровски, Александар Павлов и Алија Феревски ќе го водат овој надпревар. Забележувате убави услови за кошарка, за надигрување на едниот и на другиот состав. Договорот паѓа и кај судиите и за нив е ова, се разбира, предизвик, особено што
Игор Митровски и Алија Феревски ја делеа правдата во Негорски бањи, заедно со Зоран Митровски на надпреварот на 5 февруари, за кој што многу се зборуваше, особено од аспект на делењето на кошаркарската правда. Ги очекуваме првите петорки на едниот и на другиот тим. Не би требало да има некакви посебни изненадувања. Тука се Крафорд се разбира како организатор на играта на МЗТ Скопје, кој со Алексеј Нешовиќ дојде пред 20 на дена со мисија да ги засили надворешните позиции. Добра вест за МЗТ Скопје што се опорави Дарко Соколов, па на него ќе може сериозно да смета тренерот Лукаич. Ако забележувам добро, и Спасоевиќ треба да биде меѓу почетните 5, Лалич на позиција центар и се разбира капитенот Дамјан Стојановски, кога е блокот текна во прашање. Главно рекетот е за Мјатовиќ и за Казарновски на позициите 4 и 5. Главчев и Младеновиќ на надворешните позиции 1 и 2. И тука се разбира американецот Бенџамин Двејн, кој што е еден од главните кошаркари на екипата на Блоко Техна. Посени дресови, кошаркарите на МЗТ Скопје во бело-црвена комбинација Блоко Техна, со топката Главчев. Проигрување за Бенџамин Двејн над Крафорд, промашување на американецот. Крафорд. Спасоевиќ за Лалич, под кошот Јуре Лалич, не успеа да реализира во првиот обид, уште една штопка за него и два пати непрецизен Лалич од позиција од која што вообичаено погодува и во Јадранската лига, па беше еден од двајцата најефикасни кошаркари заедно со Бојан Трајковски, кој што тргнува на клупата за резерви. На идентичен начин од полудистанца не успева ниту Данило Мјатовиќ за Блоко Техна. Сега Лалич против Казарновски. Феревски вели фаулирал центарот на Блоко Техна и прва лична грешка. Уште една што е момент. Фаулот на Казарновски. Додавање Соколов под рекетот и успеа Дарко Соколов. Ги бележиме првите поени на второто полуфинале на 26-тиот кошаркарски куп на Македонија. МЗТ води 2-0, сега тројка. Данило Мјатовиќ. Не успеа претходно од потипична позиција за крилен центар, но сега тројка. Се обидува веднаш да врати и успева Соколов. Еве колку значи Дарко Соколов во играта на МЗТ Скопје и за него ова е тројка. Има 3 титули Дарко Соколов со 3 различни екипи во нашиот кошаркарски куп, но еве го Данило Мјатовиќ. Две тројки едно по друго, поние воведни промашувања за Блоко Техна. Сега Лалич, меѓуто извонредно сече Младеновиќ во контранапад. Бенџамин Двејн, атрактивно забивање за радост на делот од гледачите кои што ја поддржуваат екипата на Блоко Техна. 8-5. Крафорд. Пред него двајца играчи, се извлекува Спасоевиќ. Сега Соколов ја испушти топката. Главчев навлез од табла, не погодува. Тука е Спасоевиќ. Кон Лалич, остана до него низок кошаркар Младеновиќ и се разбира ова лоп додавање. Лалич успева да го претвори во прв кош. Осум-седум.
рамноправни 3 минути од средбата. Казарновски, фаулиране при обид за шут од Дамјан Стојановски. Па ќе застане на линијата за слободни фрлања Антон Казарновски. Прва лична за Дамјан, по една техничка грешка по една тимска грешка, простете, на двете страни. Казарновски вчера, 24 минути против Охрид, 17 поени, 5 скока и 2 асистенции. Еве го неговиот прв поен. Се игра еден надпревар, поправен испит нема, така што значајно ќе биде за тренерите да ги имаат на располагање сите кошаркари кои што би биле во вистински ритам токму сега во овие 2 дена од викендот, затоа што вчерашните дуели беа едноставно загревање. Со зона, составот на Блокотехна се брани против МЗТ Скопје на почетокот на овој дуел. А повторно МЗТ го бара Лалич во рекетот. Уште една лична грешка за Казарновски. Сега Спасоевич се обиде таму да прифати топка. Плюс 3 за Блокотехна и напад. Младеновиќ. Бенџамин Двеин, преклоп. Лошо ја водеше топката. Може би типична грешка за Бенџамин Двеин и на дуелот во Негорски бањи имаше исто така ваква грешка. Плюс 3 за Блокотехна. Единствен проблем за Евгеничани може да е фактот што Казарновски има 2 прекршока. А ова е се уште рана фаза, тој е значаен кошаркар во рекетот. Може би тоа е основа за оваа дискусија на Казарновски и на Мијатовиќ. Стојановски за тројка, погодува. За сега добар шут зад линијата на двете екипи од 2 тројки и изравнување. Бенџамин Двеин продолжува шутерското шоу. Не успева Двеин да погоди. Меѓутоа, ова ќе биде напад за Блокотехна. Агресивно Главчев во дуелот со Дамјан Стојановски. Бара може би лична грешка Дамјан или пак аут за неговата екипа, но напаѓа Блокотехна. Навлез Младеновиќ. Гледате, Седрик Болвен е на паркетот за Блокотехна со број 21. Мијатовиќ, повратна за Младеновиќ по притисок на времето, шутира и погодува тројка. Прв коши за Младеновиќ, веќе трета тројка за екипата на Блокотехна. Одличен шут, 3 од 4 на Блокотехна за тројка. И пресечена топка, па Главчев погодува. Атрактивна акција. Прв коши за Горан Главчев, плюс 5 за Блокотехна во 4 минути и 40 секунди игра и тайм-аут за тренерот на МЗТ Скопје Желјко Лукајич. Sad možete i promijeniti da ti sa osnovi zove. Kad primiš pas, alo, jedan od vas dvojice, kad ovdje imamo i ovdje imamo šut, jel jasno? Znači, stavite 2 dole, zabedi na desnu stranu. 2 igrača ovdje. Znači, pas ima. Ovdje može i kad ima pas. Ajde, 1, 2, 3. Evo da gubi ovdje.
Желко Лукаич главно тајмаутот го насочи на начинот на кој што МЗТ Скопје треба да ја напаѓа зоната на екипата на Блокотехна, која што има одличен суд за тројка, 3 од 4, 2 од 2 за МЗТ Скопје од таа позиција, 2 од 5 за Блокотехна за 2 коша, а 2 од 4 за МЗТ Скопје. Еве го Спасоевич, сега тој погодува тројка. 3 од 3 за МЗТ Скопје зад линијата 6.75. Бојан Трајковски е на паркетот на местото на Лавич. Акција за Боувен. Зад кошот мораше да вади по Мјатовиќ за тројка. Тешка позиција, но Данило Мјатовиќ веќе 9 коша. 3 тројки за Данило Мјатовиќ за плюс 5. Торпат на овој меч. Алексеј Нешовиќ, улоган организатор на играта на МЗТ. Па Дарко Соколов од полудистанца не погодува. Спасоевич, офанзивен скок, не успеа сам себе да се награди со кошеви. И сега Главчев, повторно за тројка, нема кош. Дефанзивен скок Алексеј Нешовиќ. Дамјан Стојановски против Главчев. Лична грешка за Горан Главчев, за него прва. Дамјан Стојановски го намести Бенџамин Двеин сега. Во удар за 2 коша, сепак мислам дека згази на линијата Дамјан. Не беше внимателен Бенџамин Двеин. И на линијата Дамјан Стојановски 3 коша до сега на овој меч. Вчера против Фени одигра 21 минута, даде 7 поени со 5 скока и со 4 асистенции. Се разбира дека поинакви и подобри се неговите бројки ако се анализираат надпреварите од домашниот кошаркарски шампионат, па и од Јадранската лига. 4 коша за Дамјан. Не успеа во петиот, бара 3, не забележа дека судиите покажаат и станува збор за удар за 2 поена. И сега Младеновиќ, втора негова тројка. 6 поен и извонреден шут на Блокотехна. 5 од 7 за тројка. За 7 коша позитива. Блокотехна подобро го отвори овој надпревар. Дамјан Стојановски против Мјатовиќ, па Соколов пробива. Алексеј Нешовиќ се обидува да врати. Погодува тројка Алексеј Нешовиќ. Четвртина на тројки на едната и на другата страна. 4 од 4 за МЗТ Скопје. 5 од 7 за Блокотехна. Делува помалку неверојатно, но така е. Затоа и ефикасен овој надпревар за сега, неполни 7 минути, 40 коша. Двојна замена ке Блокотехна. Влегува Шакир Смит со број 3 и Стојан Ѓуровски, ако забележа во позадина. Така е. Ова е Младеновиќ. Па Шакир Смит за тројка. Не може. Дефанзивен скок на Бојан Трајковски. Тргнува напред Алексеј Нешовиќ. Имаше ли игра со нога? Судиите беа во непосредна близина. Спасоевич. Минчев води на дриблинги. Тој е прв пат во игра на овој надпревар. Минчев се намести сам за Банана. Па Спасоевич со звукот на сирената. Од тешка позиција. Тешко е да се погоди, се разбира. Индивидуална акција на МЗТ Скопје и сето тоа знаеше како да го покрие Бенџамин Двеин. Прекршок на Бојан Трајковски. Еве го тој фаул и она претходна рампа на Бенџамин Двеин над Јордан Минчев. Стојановски, Минчев, Трајковски, Спасоевич, Нешовиќ во петорката на МЗТ. Двеин, Смит, Боувен, Младеновиќ и Ѓуровски кај Блокотехна.
работа ја загуби топката Смит. Агресивно одат на него играчите на МЗ-та, мина времето за напад. Добра одбрана на скопскиот состав во оваа ситуација. И се разбира, незадоволен е секој тренер, па и Маријан Илиевски во ситуација кога неговата екипа не успева да упати удар во маргината од 24 секунди. Бојан Трајковски од табла погодува, ќе бара тајмаут Илиевски. Го сигнализираше тоа претходно, ако има кош, и еве го Бојан Трајковски. Први поени за него. Се враќа МЗ-та Скопје, овој надпревар на негативот од 2 коша на 2,5 минути пред крајот на првиот период. Inside, play man to man, help side, pass and play. Okay, don't wait every time only pick and roll. Here, don't play every time only short stick. Okay. We have option 1. You know 1. Here, that one is screen, pass, here, pass, and pass. Okay. Play 3. Play 3. Okay. In defense, every time help to him because he's here. Number 90. You go. Okay. No you. Stop. All players stop. Okay. Маријан Илиевски побара во одбрана да се помога во рекетот, а и ја постави акцијата што треба да го раздвижи нападот на Блокот Техна. Беше 21-14 плюс 7. Од тој момент 5-0 серија на МЗ-та Скопје, така што од тука беше принуден да го побара Илиевски овој тајмаут. Смит. Па Бенџамин Двејн оди на влез, под заглави и погодува овој кош. Важи, мислам дека личната е на Алексеј Нешовиќ. Четврти кош на Бенџамин Двејн, така е, фаул на Нешовиќ, даде 24 поена Двејн на надпреварот во салата Ноел Негорски Бањи во 15-тото коло од нашиот кошаркарски шампионат. Овој меч отвара со 5, Јатовиќ има 9, Младеновиќ 6. Тоа се креаторите на 5-те тројки на Блокот Техна. Трајковски за Нешовиќ и тој погоди еден удар од далечина. Мислам дека сега имаше позиција, не се реши да бие, се реши Спасоевиќ и не успеа да погоди. МЗ-та Скопје ќе остане во напад, тоа го покажа Павлов, сега се договараат судиите и Феневски вели дека сепак ова ќе биде топка за Блокот Техна. Се случува и тоа, судиите различно да видат, на крајот одлуката е дека евгелискиот состав оди во напад, се враќа Данило Јатовиќ со 3 од 3 шут од далечина. Едноставно во оваа фаза од надпреварот кога му оди, треба да биде на теренот. Казарновски се уште е на клупата, но тој заработи 2 фаула многу рано. Еве зашто Јатовиќ треба да биде на теренот. 11 поен. Последна минута од првата четвртина, Блокот Техна ја враќа разликата од 7 коша. Трајковски против Болвен, тешка позиција на Бојан Трајковски. Нема кош, тргнува контра, пресилно за Седрик Болвен. Се решија гевгеличани додат во напад, во контранапад, иако може би требаше и да подзастанат сега додатна долга акција, да се обидат да дојдат близу двоцифрена или пак на двоцифрена разлика пред крајот на првата четвртина. Дамјан Стојановски против Седрик Болвен, тешка позиција за Дамјан, додава за Спасоевиќ, одсвртување не погодува, тука е Минчев, излегува Минчев, под притисок на времето, треба да шутне, мора да биде загрижен Желко Лукајич, затоа што неговите играчи се потешко доаѓаат во позиција да шутираат од чисти позиции. А еве го Смит, погодува тројка, 6-та тројка за Блокот Техна, 10 разлика на истекот на
првата четвртина. 29-19 плюс 10 за Блокотехна, која што рано во овој надпревар влезе во фаза на целосна контрола. Пред се поради одличниот шут 609 за тројка. Тоа е речиси 70%. Не е лош и МЗТ Скопје во тој сегмент, затоа што има 4 од 6, но МЗТ погоди само 3 шута од 11 за 2 поена, што е 27%. Блокотехна е на 57, 4, значи една двојка повеќе од 4 шута помалку. Или од поле, Блокотехна има 10 од 16, 62%, а МЗТ Скопје 7 од 17 или 41. Скопскиот состав има контрола на скокот, 10 наспроти 7. Меѓутоа, Блокотехна украде 3 топки. Така што тука некаде добриот шут на Блокотехна, неможноста на МЗТ Скопје да се снајде со одбраната на киргизскиот состав, едноставно ја однесе Блокотехна на 29-19 со тројката на Шакир Смит на крајот на првите 10 минути од надпреварот. Индивидуално 11 коша Мјатовиќ, 6 за Младеновиќ, 5 Двеин, 3 Смит, по 2 Главчев и Казарновски. Кај Блокотехна, кај МЗТ Скопје 5 коша Соколов, 4 Стојановски, по 3 Спасоевиќ и Нешовиќ и по 2 Лалич и Трајковски. Сега Дамјан Стојановски погоди. За него шести кош влезе во расправа таму со Стојан Ѓуровски. Тоа се поранешни клубски колеги од МЗТ Скопје. Техничка грешка. Јоди Мјатовиќ на линијата за слободни фрлања. Протестираат Стојановски, Трајковски и Соколов. Неколкократните освојувачи на нашиот кошаркарски клуб. Трајковски и Дамјан по 5 пати, а Соколов 3 пати. Мјатовиќ не успеа да реализира од слободното фрлање, подарок по техничката грешка на Дамјан. Мислам дека е досудена техничка на Дамјан. 8 разлика, 29-21. Мјатовиќ од заглави малку, меѓутоа 13 кош за Данило Мјатовиќ. Се врати во игра Крафорд кај МЗТ Скопје. Па Стојановски против Главчев. Стојановски со грб кон кошот, направена лична грешка. Втора за Главчев. Илиевски со совети за Главчев, за тоа како треба да го брани Дамјан Стојановски, кој што доаѓа до 7-миот поен. Тој е најефикасниот кошаркар во редовите на МЗТ. Не успеа во вториот обид Дамјан Стојановски. Смит, Мјатовиќ без размислување за тројка. Негово прво промашување. Дамјан Стојановски против Мјатовиќ на влез. Успева. Презема сега во оваа фаза од надпреварот се на свој грб Дамјан. И тоа дава резултат, се намалува разликата. 7 коша. Беше 10 на крајот на првите 10 минути. Главчев.
Па Стојан Ѓуровски, Главчев на Трајковски за тројка. Не успева да погоди. Доаѓа топката кај Крафорд. Дарко Соколов на влез за Крафорд. Сега американецот во рекетот, па Дамјан, одлична финта и не успева да погоди, чиста тројка. Значаен шут за МЗТ, речиси целосно да се врати во игра. Ма еве нешто подобра одбрана на актуелниот првак во последните неколку напади или пак мала деконцентрација кај Блокотехна. И Трајковски, одвил се Ѓуровски, лична грешка за Стојан Ѓуровски. Ево, тој дуел уште еднаш. Соколов, Бојан Трајковски. Соколов против Мјатовиќ, висок-низок ситуација. Трајковски се мести за дуел со Бенџамин Двејн. На крајот Нешовиќ под заглави, па од висок пост не успева да погоди. Ќе оди во напад екипата на Блокотехна. Алексеј Нешовиќ. 3 коша во досегашниот тек од надпреварот. Потоа го промаши овој шут. 2 нереализирани напада за МЗТ. Една тројка и една двојка кога требаше да се стопи целосно предноста на Блокотехна. Да видиме дали тоа гевгелискиот состав ќе го казни. Знае Седрик Боумен. Први поен и за него. Од оние што досега игра кош нема само Стојан Ѓуровски. А воопшто не влегува во игра Илија и Александар Колев, како и Димитар Лазаревски. Бовен даде 16 коша со 4 скока за 18 минути игра во вчерашното четвртфинале против Охрид. Еве го сега со трет кош за плюс 10. Нерешено во овие неполни 3 минути од вториот период. 5-5 е резултатот. Вкупно стои разликата на Блокотехна од 10 коша. Крафорд. Трајковски за Соколов. Продолжува Блокотехна со ова одбрана која што овозможува вакви лоп додавања за Јуре Лалич, па и за Бојан Трајковски. А со тоа и принудени се понекогаш кошаркарите на Блокотехна да прават прекршоци во борба за позиција. Трајковски од полудистанца, од аголот на теренот, реализира Бојан Трајковски. Четврти кош. Бенџамин Двејн. Казарновски се враќа на теренот. Има 2 лични грешки заработени рано. Затоа 10 активни минути од овој надпревар мина на клупата за резерви. Иако се разбира беше стартер. Еве го Казарновски. На влез погодува. Прв кош од игра за центарот на Блокотехна. Претходно реализираше 2 слободни фрлања. Крафорд. Додавање за Лалич. Атркува Бенџамин Двејн. И уште еднаш атрактивна завршница на Двејн. Негов 7-ми кош. Ова е највисока предност за Блокотехна. 12 коша, 38-26. И се разбира дека Желко Лукајич ќе бара тајмаут затоа што во едно вакво куп во полуфинале, кога МЗТ нема контрола, ѓаволот ја носи шегата за шесткратниот шампион на Македонија. Први пик искаче. И još ostanemo gore. Ej, vidi, sa ovaj 4 oni preuzme. I sad, kad dođe Jura, primi. E sad treba, čekaj, ti ostaneš ovde. E sad, šta sad treba? Da uzmeš dobru poziciju i dobar pas. I ovde je mali i nemaju rješenje. A gdje da udarom ja? Ne govorim ja.
Ovaj skrila dolazi. Znam, ali uzmi malo i poziciju. Jedna fita sa prvo je bio faul. Krati go, Hajde, živo mate, ovo. Ima ekstra pas u koš. Previše pića. Rudi, klozi. Се разбра може би на крајот Желко Лукајич и Јуре Лалич. Тренерот Лукајич се обидува да ги измобилизира центрите на МЗД Скопје за проигрувања кои што се потребни на ваква одбрана на блокотекна. Еве го Нешовиќ. А Крафорд, уште еднаш Нешовиќ. Втора тројка за Алексеј Нешовиќ. Шести поен, а петта тројка кај МЗД Скопје од 8 обида. 6 од 11 има блокотекна. Се уште тоа се високи проценти кај двете екипи. Главчев. Од место, може би изнуден и избрзан шут на Младеновиќ во оваа ситуација. И сега додавање за Лалич, лична грешка Мијатовиќ. Беше зад противничкиот кошаркар, ке го загубеше овој дуел секако, не сакаше да дозволи лесни поени Данило Мијатовиќ и затоа го направи овој фаул над Лалич. Се уште не го исполни бонусот составот од Гевгелија, па Лалич прима топка, погодува. Четврти кош за Јуре Лалич. 38-31, серија од 5-0 на МЗД Скопје по тајмаутот на Желко Лукајич. Бенджамин Двейн. Од полудистанца, непрецизен. Скок на Лалич. МЗД може многу брзо да го принуди Маријан Илиевски да бара минута одмор. Веројатно се зависи од овој напад. Крафорд на влез, па вади за Нешовиќ. Дарко Соколов не успеа да реализира, иако добра беше циркулацијата на топка, па Соколов дојде во позиција сам да шутира. Не пречен од никој, може би беше малку надвор од баланс и не го реализираше овој двочекор, па Мијатовиќ не погодува тројка. Крафорд ќе оди да пробива. Крафорд први поени за Джордан Крафорд, кој што во дебитот во Негорски бањи одигра одлично. Даде 27 коша. 7-0 серија за МЗД Скопје. Намалена е разликата на блокотекна на 5 коша и се разбира сега Маријан Илиевски е принуден да ги повика своите кошаркари на консултација. Чинеше дека блокотекна влегува во мирни води пред крајот на првото полувреме, кога дојде до разлика од 12 коша, 38-26, но еве го МЗТ со серија од 7-0 по тајмаутот на Лукајич. Една тројка и две двојки. И повторно МЗТ фаќа приклучок во надпреварот. Има уште доста во ова прво полувреме. Бенджамин Двейн. Веќе втор шут од иста позиција, од полудистанца, од врвот на рекетот. Не успева да погоди.
Алексеј Нешовиć даде 2 тројки до сега. Може би од најчиста позиција не успеа, но Трајковски прибира. Негов шести кош. 38-35. 9-0 серија на МЗТ Скопје. Ова е Смит. Неколку шута на блокотекна од лоши позиции. Неспортски фаул на Младеновиć над Лалич. Тоа е по овој удар, откако МЗТ Скопје тргна во контра. Не од Младеновиć, туку од Смит, кој што го сопна Лалич. Што значи дека ќе има 2 слободни фрлања за Хрватот, а потоа МЗТ ќе оди во напад и одеднаш скопскиот состав може да дојде дури и до водство. Не реализира Лалич. Се навестува уште еден тесен надпревар на големите ривали во оваа надпреварувачка сезона на домашната кошаркарска сцена, а тоа значи дека пеналите ќе имаат голема улога. Останува Лалич на 4 коша. Крафорд. Трајковски. Лалич очекува проигрување. Соколов. Па Нешовиć. Бојан Трајковски. Негов прв обид за тројка. Погодува. Нерешено е. 9 коша Трајковски. 6-та тројка за МЗТ Скопје. Од 10 обида. 60% реализација. Падна шутот на блокотекна од поле. 14 од 27, 6 тројки од 13 обиди, значи под 50% и еве. 12-0 серија за МЗТ Скопје. Нешто што не можеше да се навести предходно. Бенџамин Двејн, сега тој се обидува да врати. Ова е шут над човек. Не дека не знае да погоди Бенџамин Двејн од ваква позиција, но мислам дека не е задоволен Маријан Илиевски од недисциплината кај одредени кошаркари на блокотекна во одредена фаза. Сега совети ќе добие Казарновски. Стојан Ѓуровски. Младеновиć. Ѓуровски за тројка. Не погодува Казарновски, но тука е Лалич. Еве го МЗТ во обид да нападне. Трајковски на второ обларач. Фаулиране. 14-0 серија на МЗТ Скопје. Трајковски игра извонредно. Негов 11-ти кош. Знае како е да се освојуваат трофеи. 5 пати беше во позиција да го крене пехарот. 3 пати со работнички. 2004, 2005 и 2006. Еднаш како кошаркар на Фен Индустри во 2010 и лани како предводник на Карпо Соколи. коша за Бојан Трајковски, најефикасниот играч на МЗТ Скопје. А на мечот единствено повеќе од него има Данило Мијатовиć, 13 поени. Завршни 2 минути од првиот дел. Серија 15-0 на МЗТ Скопје. Бенџамин Двејн оди на влез од табла, погодува. Има и лична грешка од Трајковски. 9-ти поен. Кај го влезат на Бенџамин Двејн. Не е задоволен од ова одлука Трајковски, но имаше контакт. И дополнително слободно фрлање за американецот во редовите на блокотекна. 9 поени за Бенџамин Двејн до сега.
Еве го и 10-тиот. Се враќа Данило Мјатовиќ на теренот. 13 коша, 5 од 8 шут од поле за него. Бенџамин Двејн има 7 и 3 погодени шута од 8 до сега. Ја запре блокотек на серијата на МЗТ Скопје од 15-0 и тоа е за сега круцијално за гевгелискиот тим. Еден од 3 за Јуре Лалич од линијата за слободни фрлања. За него 5-ти кош. Погоди и 2 шута од 4 за 2 поена. Има еден скок до сега Лалич. Еве го и 6-тиот поен. Главчев. Болвен. Па Смит оди на влез, тешка позиција Смит, го извлече некако овој шут. Не успеа да погоди, немаше среќа. Па Крафорд се обидува да пробие. Вади надвор за Соколов. Пред него Мјатовиќ. И на тому Соколов. Нема позиција за удар. Трајковски отвртување над Главчев. Бојан Трајковски. Одлично прво полувреме за него, 14 поен. 5 од 6 до овој шут од поле, значи 6 од 7 за Бојан Трајковски. 5 од 6 за 2 коша, има и една тројка од еден обид. Скоро на тоа и 5 скока. Мазата води 4 разлика, Трајковски. Фаул за Смит. Има 2 слободни фрлања за Бојан Трајковски. Шанса, веројатно, МЗТ Скопје да ја обезбеди разликата на пауза на овој надпревар. Реализираше едно слободно фрлање до сега Трајковски од еден обид. Не успева. Ова е 5-то промашено слободно фрлање за МЗТ. Еве го и 6-тото, но невнимателни играчите на блокотекна. Украде Соколов, па може да го неутрализира лошиот ефект од пенали на своите соиграчи МЗТ, односно Соколов на тој начин, што обезбеди напад, но измина времето. Се вклучи црвената сијаличка. Повлечен од игра е Трајковски, Пенов и Маслинко влегуваат во игра на крајот на првиот дел. Има уште 19 секунди. Младеновиќ против Крафорд. Ќе држи веројатно блокотекна топката до крај. Казарновски на влез од табла. Фаулиране, што значи дека ќе застане на линијата за слободни фрлања Антон Казарновски. Ево го тој дуел со Маслинко. Непријатно падна. И тој па и Маслинко потоа. Две слободни за Казарновски. Четири коша. Погоди еден шут за 2 поена и даде 2 слободни. Еве го и третото. Максимално прецизен по 4 шута од оваа позиција. И на 45-43. Уште една замена. Бенџамин Двејн се враќа на паркетот. Да видиме има ли време за МЗТ Скопје. Крафорд преку цел терен тешко оди тоа.
Предност за МЗТ Скопје 45-43 по првиот дел, откако Блокотехна имаше 10 разлика по 10 минути игра и ќе се сетите во 15-та минута 38-26 позитива од 12 коша пред МЗТ Скопје по тајмаутот на Лукаич да направи серија од 15-0. Тоа значи дека во овој втор период од надпреварот Блокотехна не го задржа процентот на удар, даде само 14 коша, од друга страна 26 за екипата на МЗТ Скопје, која што на пауза има предност од 2 поена. Статистиката вели дека и натаму шутот е добар на МЗТ за тројка, не добар, туку одличен, 610, 60%, 616, само 37% има Блокотехна, која влезе шутерски извонредно расположена на овој надпревар. 6 промашени слободни кај МЗТ, само едно од 8 обиди за Блокотехна и шутот за 2 поена, 11 од 21, 52% за МЗТ, кој се коригираше и во овој статистички податок, а 9 од 16, 56% за екипата на Блокотехна, 10 скока дури повеќе за МЗТ Скопје, 3 украдени топки има Блокотехна и 3 грешки повеќе скопската екипа. Индивидуално, кај МЗТ одличен надпревар на Бојан Трајковски, 14 поени, 9 има Стојановски, по 6 Лалич и Нешович, 5 коша за Соколов, 3 за Спасоевич и 2 за Крафорд. Кај Блокотехна 13 поени Мјатович, 10 Двеин, 6 за Казарновски, 3 за Смит и за Болвен и 2 поена за Главчев. Владиновиќ даде 2 тројки, така што и тој има 6 коша, да не го заборавиме во ова набројување. Правиме пауза, почитувани гледачи, па ќе се вратиме во салата Јасмин, за да ја решиме дилемата дали МЗТ Скопје или Блокотехна ќе играат утре во финалето на Кошаркарскиот куп на Македонија против 45-43 за МЗТ Скопје против Блокотехна во првото полувреме од второто полуфинале на 26-тиот машки кошаркарски куп на Македонија. Неизвесен надпревар во кој што Блокотехна имаше позитива од 10 коша на крајот на првиот период и највисоки плюс 12 во 15-та минута 38-26, но од тој момент МЗТ направи серија од 15-0 и се врати целосно во надпреварот во обид да дојде до 8-та куп титула или да го продолжи патот до 8-та куп титула и на тој начин до 9-та, простите, на тој начин да се изедначи со Работнички. Лани не успеа во полуфиналето МЗТ Скопје, сега ќе се обиде оној неуспех од Јадранската лига да го покрие на овој финален куп турнир во салата Јасмин. Крафорд не успеа при првиот обид за тројка во оваа фаза од надпреварот. Трајковски, Стојановски, Лалич и Соколов исто така во петорката на МЗТ. Еве го Дамјан Стојановски за тројка, па непрецизни шута на сините. Лична грешка Трајковски. Гледаме Данило Мјатовиќ, кој што постигна 13 коша во првиот дел и беше најефикасен кај Блокотехна, а на мечот Бојан Трајковски со 14 коша. Младеновиќ, Главчев, Мјатовиќ, Казарновски, Бенџамин Двеин. Првата петорка на Блокотехна е на паркетот. Навлез Главчев, па додава за Младеновиќ, даде 2 тројки. Еве го Мјатовиќ, имаше прецизна рака во првиот дел. Но за разлика од првото полувреме сега, едната и другата екипа го расипуваат процентот за тројка. Трајковски за Дамјан. Дамјан Стојановски против Мјатовиќ, побрзе, го користи тоа за шут за тројка. Офанзивен скок на МЗТ. Во првиот дел дури 10 скока повеќе за скопскиот тим, што е навистина многу во еден ваков надпревар во кој што нема поправен испит, а влогот е голем. Блокотехна мора подобро да го затвора рекетот. Трајковски непрецизен. Се уште без поени на двете страни во вториот дел.
Двейн. Младеновиć. Па Двейн за тројка. Не успева. Дефанзивен скок на Дамјан Стојановски. Трајковски. Додава за Лалич. Овде го доби дуелот со Казарновски претходно. Јуре Лалич и еве го првиот поен во оваа фаза од мечот. А потоа и уште еден. За Крафорд, искрено не забележав што направија кошаркарите на блокот текна, беа веројатно невнимателни. И подарок поен. Еве го Главчев за тројка. Успева да погоди Бенџамин Двейн со офанзивен скок. Значаен кош. Затоа што најпрво доаѓа по промашување за шут за тројка. Во ситуација кога противникот има плюс 2, еве го оној претходен момент кога Крафорд украде топка и по поените на Лалич реализираше уште еднаш. Добелам исклучително значаен поен на Бенџамин Двейн со дополнително слободно фрлање со офанзивен скок. За него 13 коша. Плюс 3 за МЗТ Скопје. Соколов на влез, и лична грешка од Главчев. За него трета. Тој е првиот кошаркар на Логотекна со 3 фаула. Трајковски. Крафорд. Агресивни на него кошаркарите на блокот текна, но побегна Крафорд. Негов шести кош. Само 2 во првиот дел. А даде дури 27 во дебитово синиот дрес во Негорски бањи против истиот ривал. Бенџамин Двейн. Лична грешка. Лалич или Соколов креваат двајца рацете. Еве го тој продор. Фаулот фудбалски е на Јуре Лалич. Продолжува над преварот. Младеновиć. Мијатовиć против Дамјан, сега удвоен, тука и Бојан Трајковски. Па Боувен од полу дистанца погодува Седрик Боувен. Негов пети поен, значаен кош за Блокотекна да биде тука некаде близко до МЗТ Скопје. Но еве шут за тројка на Крафорд. Уоди во ова второ полувреме. Негов девети поен. Седма тројка во редовите на МЗТ Скопје од 14 обиди. 50% реализација. Двейн. Мијатовиć, над човек. Влезе во серија промашувања Данило Мијатовиć по оние први 3 тројки и 13 коша во првото полувреме. Ова е невисока разлика до сега за актуелниот македонски првак. Меѓу другото затоа што во ритам влезе Джордан Крафорд со 7 коша во овие неполни 4 минути од третиот период, а вкупно 9. Сега прекршок на Лалич во борба за позиција, во поставување. Повлечен од игра е Главчев. Се враќа на паркетот Стојан Ѓуровски. Единствениот без кош кај Блокотекна од оние 8 на кои што игра
во првото полувреме. Бенджамин Двейн не успева да погоди, тука е Мијатовиќ во битка со Бојан Трајковски. Повторно е незадоволен, 2 фаула на Трајковски во овие 4 минути и 40 секунди од мечот. Без намера да ги направи. Еден во борба за топка под рекетот на Блокотехна, еден сега. И за него тоа е трета лична. Три има и Дамјан Стојановски. На линијата за слободни, Данило Мијатовиќ го расипа својот шут во овој трет период. 14 коша, 5 од 10 од поле, 2 од 3 за 2 и 3 од 7 за тројка за Данило Мијатовиќ. Прецизен 2 пати. Купно 15 поени. Дамјан Стојановски. Крај Мијатовиќ на влез од табла, погодува, кошот важи, има и дополнително слободно фрлање. 11 коша за Дамјан Стојановски. 3 титули со МЗТ Скопје во купот, 13-та, 14-та и 16-та. 2007 славеше во куп надпреварувањето со Вардар, а во 2009 го крена пехарот со Амак СП. Сега 12-ти кош за Дамјан Стојановски. Плюс 7 за МЗТ Скопје. Ова е највисока разлика до сега за тимот од Аеродром. Тече 25-та минута. Мијатовиќ. Па Боувен. И сега Младеновиќ од голема далечина, значајна тројка. Маријан Младеновиќ. 9 коша, сите зад линијата. Над човек овој пат, без оглед колку и да е нисок тој, како Крафорд. Но од голема далечина, круцијална тројка за Младеновиќ. Имам чувство дека со неа ја одржува Блокотехна во овој надпревар. Боувен, па Бенджамин Двейн. Не успева, затоа офанзивен скок на Боувен. И сега Младеновиќ од многу почиста позиција од претходно. Не реализира. Дамјан Стојановски. Против Младеновиќ. Дамјан на влез од табла. Кош. Исфорсира, но беше сигурен дека тој треба да пробива, да оди до крај. Боувен. Бенджамин Двейн. Фаулира Дамјан Стојановски. Тоа е лошо за МЗТ Скопје, затоа што за Дамјан ќе биде четврта лична грешка. Има уште многу да се игра, а Дамјан го прави четвртиот фаул. 4 има и Бојан Трајковски. Значи не трет, тој беше претходно четврти фаул и затоа излезе од игра. Васпасоевиќ влезе на негово место. Сега ќе мора и Дамјан Стојановски да биде повлечен и тоа е значаен елемент. Како и фактот што Блокотехна изведува подобро слободни фрлања од МЗТ Скопје на овој надпревар. Шанса добива повторно Шакир Смит. Плюс 4 за МЗТ и напад. Резултатот е добар за МЗТ Скопје, но не гарантира ништо. Лошо е што Дамјан и Бојан Трајковски како два клучни кошаркара во ова полуфинале имаат по 4 фаула. Крафорд. Па еве го Дарко Соколов, прибира топка Ѓуровски. Младеновиќ оди на влез, додава за Боувен, промашува со лева рака од чиста позиција, положување од табла Седрик Боувен. И сега Крафорд го казнува тоа на спротивната страна. 11 коша за Джордан Крафорд. 9 однив во овие 7 минути од третиот период.
Младеновиќ. Ѓуровски. Па Боувен. Над човек. Не успеа претходно од табла. Од чиста позиција сега погодува многу потежок шут Седрик Боувен. Негов 7 поен, добра партија. Но е го Крафорд на спортивната страна за МЗТ Скопје. Игра во транс, ова е тројка. 14 коша за Джордан Крафорд и Маријан Илиевски бара тайм-аут, затоа што МЗТ Скопје отиде на највисока разлика до сега. Play one, baby, play one, play with Dacio. Screen for Dacio, stop open, pass for set, pass in low post, cut and play. Hey, play. Što stopirate? Hey, we good, man. Okay, let's go. Samo igra. Go. Hey, Мала корекција, не е највисока разлика, туку достигнување на највисоката разлика, затоа што 7 позитива МЗТ имаше и во 25-та минута, 57-50, сега е 64-57, плюс 7. Гледате како изгледа публиката во салата Јасмин во Кавадарци на овој завршен турнир од кошаркарскиот куп на Македонија. Блокотехна се бори за првиот трофеј во македонската кошарка. МЗТ за вкупно 14-тиот, но оние 8 во купот, има и 6 во правенството. Најдобар е Работнички. Мијатовиќ и Спасоевиќ во дуел. Судијата Павло вели дека Спасоевиќ прави лична грешка. Без слободни фрлања за Данило Мијатовиќ. 2 од 3 од оваа позиција. Сега 3 од 4. Се уште нема кош од игра во второто полувреме Мијатовиќ. Вкупно 17 поени. Само едно промашено слободно фрлање за Блокотехна досега од 15. Тоа е податок што може да го радува Илиевски, но тимот треба да биде блиску до МЗТ Скопје за евентуално да има предност во пенал завршница. Его МЗТ дава шанса. Младеновиќ. Ќе подсетам, Дамјан Стојановски и Трајковски имаат по 4 лични грешки одамна, уште од 25-та минута, и тоа е значаен момент. А Боувен уште еднаш деконцентриран. Се сеќавате, имаше еден зицер кој што не го погоди од табла, од кош. Сега не успеа да прифати топка. И на 2 минути и 2 секунди до крајот тайм-аут за Желјко Лукајич, ако не се лажам. Mečap jebo. Ajmo, rekli smo da ga napada, Raso, evo te, nemoj tamo, ovdje uruči. Postoga ide glava. Odigraj odmah sa nulom, znači slušaj me. Stani ovdje, ti pređi. Odmah nula, ako ne može. Da, nek gleda Kencu i onda u pik. I ovdje se napravi korner, jel jasno? Jer trebamo njega da napadnemo, ima 4 penala, jel? Evo ti ga ruči, jel? Ajde, Лукајич вели треба да го нападнем играчот кој што има 4 фаули, кај Блокотехна нема таков. Главчев и Мијатовиќ имаат по 3 според официјалната статистика, по 2 Казарновски, Младеновиќ, Смит, Боувен и Ѓуровски. Сеедно може би интенцијата да се нападне Мијатовиќ или пак Главчев, кои што не смее да бидат преагресивни во одбрана. Главчев е на клупата, а и Мијатовиќ. Погодува Боувен од место. Игра симултанка, 17 коша, од нив 15 во овој период. Јавеа највисоката разлика за МЗТ Скопје, 67-59.
8 коша, 29-та минута од надпреварот тече. Бенджамин Двейн се обидува да врати, не успева. Падна процентот на шут на Блокотехна за тројка. 7 тројки од 23 шута. Тоа е под 30% и едно време беше близу 70 на отворањето на мечот, кога 5 тројки од 7 шута постигна Младеновиќ и Мијатовиќ. Крафорд. 18 поен за Крафорд. Его и 19-тиот. Одлична партија на Крафорд во овој трет период. 7 од 9 шут од поле, 4 двојки од 5 обида, 3 тројки од 4 шута, 3 скока, 4 асистенции за Крафорд. И вкупно 19 поени за прва двоцифрена разлика за МЗТ Скопје. Блокотехна имаше плюс 12, а МЗТ Евего во 30-та минута плюс 10 со интенција да дојде до плюс 12 или 13. Крафорд навлез од табла, не успева да погоди и на крајот Спасоевиќ и Лалич се борат за оваа топка и МЗТ ќе остане во игра. По напад. Причина за радост на делот од публиката кој што навива за МЗТ Скопје. Видиме дали ќе може Блокотехна да се извлече од една ваква ситуација. Има уште многу кошарка овде. Смит. Лапчев. Па Бенджамин Двейн од табла. Погодува, кошот важи. Неколку значајни поени на Бенджамин Двейн. Претходно со офанзивен скок, па двојка и фаул и реализирано дополнително слободно фрлање. Еве го и сега кога неговите соиграчи немаат премногу можеби и храброст во овие моменти за решавање кога се крши резултатот. Доаѓа до 18 коша првиот стрелец на Блокотехна Бенджамин Двейн. 17 има Мијатовиќ. Подзаспаа малку другите во овој трет период. Боувен даде 4 коша, вкупно 7. И една тројка постигна Младеновиќ. Потроши времето Крафорд. Сега излегува на блок Лалич. Висок-низок ситуација. Крафорд со Бенджамин Двейн. Пресечена топка Казарновски. Главчев фрли баскетот. Немаше простор за скок, шут. 69-62. Може да биде задоволен МЗТ Скопје и од ова четвртина, затоа што ја добива со 5 разлика. 24 спрема 19. Дојде до плюс 10, највисока позитива, а имаше негатива од минус 12 коша, така што МЗТ Скопје може да се разбира да биде задоволен од текот на надпреварот во оваа фаза. Се уште висок процент на шут за тројка на МЗТ, 8 од 14 или 57%, односно извинете 9 од 18, 50%, а противникот има 7 од 24 или 29% реализација. Само еден промашен пенал за Блокотехна, од друга страна 6 реализирани и слободни за МЗТ. Гледате Марко Симоновски на трибините кој што е повреден и не може да игра, не може да настапува на овој меч, на овој завршен турнир од купот за МЗТ. Ударите за 2 коша, 17 до 31, 54% за скопскиот состав, гергилискиот има 56%, значи речи си изравнето, 13 до 23, или вкупниот процент на шут од поле
53, МЗТ Блокотехна 42%. 11 скока повеќе за МЗТ Скопје и тука се разбира исто така еден значаен елемент за оваа разлика на македонскиот шампион. Па има уште многу да се игра. Напаѓа Блокотехна. Казарновски, Смит, Главчев, Твейн и Ѓуровски во петорката на гевгелискиот тим. Еве го Главчев, тешка позиција. Добро се бранеше Соколов. Па Крафорд. Пенов. По 4 фаула имаат Трајковски и Дамјан Стојановски. Така што многу е значајно за МЗТ нивните замени да бидат на ниво. Еве го Крафорд. Сега ја загуби топката, случајно до неа Лалич. И лична грешка. Во позиција на реализација беше Лалич, така што ова ќе бидат две слободни фрлања. Еве го моментот. За 22 минути игра до сега, Лалич има 8 коша. 3 од 5 за 2 поена. И 2 од 4 од линијата за слободни. 6 скока, сите дефанзивни. Седмо промашено слободно фрлање за МЗТ Скопје. И повторно два пати непрецизен Лалич, 2 од 6 за него од оваа позиција. Ако биде на 50% реализација на пенали, тој го исполнил својот просек и од Јадранската лига. Смит на влез. Од табла не успева Шакир Смит. Па сега Крафорд за Соколов. Решија со тројка да ја завршуваат оваа акција, оваа контра кошаркарите на МЗТ и потоа лична во напад за Лалич, негова трета. Повлечен е Смит од игра, се враќа Младеновиќ. Американецот даде една тројка во првиот дел, но не му е несигурна опција на тренерот на Блокотехна Маријан Илиевски. Се враќа и Данило Мијатовиќ. Не сме премногу да биде надвор од игра Мијатовиќ. 17 коша до сега, но ниту еден од игра во второто полувреме. Реализираше 4 слободни фрлања. Казарновски. Мијатовиќ блок направи, Казарновски го користи тоа, Младеновиќ, простете, не Мијатовиќ, но не погодува тројка. Останува на 9 коша, сите зад линијата за Маријан Младеновиќ. Еве го Крафорд. Дали лошо водеше Джордан Крафорд. Еве го уште што е момент, да. Втор пат одземена топка на мечот по ваква одлука на судиите во првиот дел на Бенџамин Двейн. Сега Казарновски од полудистанца не оди. Рапидно паѓа шутот на Блокотехна, дури од некои позиции кои што се вообичаени за играчите што ги упатуваат тие удари, како овој на Казарновски предмок. Се уште нема кош во последниот период, ни на едната, ни на другата страна. Дарко Соколов не погодува. Прифаќа Казарновски. Па Мијатовиќ, недоразбирање од Младеновиќ до Мијатовиќ, оди Крафорд, од табла погодува. 21 поен на Джордан Крафорд, најефикасниот играч на мечот. Во првиот дел само 2 коша, кога помислиме дека не може да дојде до оние 27 колку што и даде на Блокотехна во дебютот во дресот на МЗТ Скопје на 5 февруари. Еве го реализираше, а сега поени за Казарновски.
8 за центарот на Блокотехна. Има и дополнително слободно фрлање. Ево го тој момент во букет од раце на тројца играчи на МЗТ успеа да реализира Антон Казарновски. Сигурен изведувач на слободните фрлања е 5 од 5 и 2 двојки, вкупно 9 поени. Соколов, Спасоевич, Крафорд. Избегна блокот на Мјатовиќ, затоа осамен е Соколов за тројка. Не успеа да реализира на уште еден офанзивен скок на МЗТ Скопје. Контрола на рекетот, скоковите како еден од главните фактори за оваа предност што има скопскиот состав. Сега Лалич и Казарновски мртва топка. Ако е така, првиот напад кој имаше Блокотехна, што значи дека треба МЗТ да остане во напад, но може би е досудено нешто друго. Не е мртва. Првиот напад во овој период беше за Блокотехна, така што во таков случај ќе одеше МЗТ во акција, а вака напаѓа Блокотехна. Мјатовиќ. Не успева Младеновиќ на влез од табла. Крафорд. Одлична контрола на топката, одличен дриблинг и 23-ти поен на Джордан Крафорд. Се избори сам да ја заврши ова акција и доноси МЗТ Скопје на безбедна предност на 6 минути до крајот. 8 коша намален од Мјатовиќ на 6. Ова е прв кош на Мјатовиќ одигра во второто полувреме, вкупно 19. Се уште е отворен овој надпревар, се разбира. Додека е на маргина што се стигнува со 2 или 3 напада. Спасоевич против Казарновски. Лична грешка на Казарновски, трета. Направи две рано на почетокот на овој надпревар. Тоа беше повлечен од игра. Антон Казарновски. И еве го Бојан Трајковски се враќа на теренот заедно со Нешовиќ. Во игра влезе и Дамјан Стојановски. Без оглед што имаат по 4 фаула, Трајковски и Стојановски одморија долго време. Ова е период кога се крши резултатот, можеби кога се решава победникот и време е да бидат во игра. Одлична асистенција на Трајковски за Крафорд сега, кој што не успеа да положи. А даваше поени од потешки ситуации и го крена шутот овој пат. Доволно за топката да не го послуша, а погодува Бенџамин Двејн. Значаен кош, за него 20 поен. Оној споменат надпревар со МЗТ на 5 февруари во Негорски бањи даде 24 поени. А еве го Бојан Трајковски. Иако седеше долго време на клупата, тоа не остави трага, 16 поен. Прво вториот дел. Мјатовиќ од место за тројка. Големо промашување Данило Мјатовиќ. Завршни 5 минути од второто полуфинале. Работнички го чека победникот од овој дуел за утрешен надпревар за кошаркарскиот трон. Односно за кошаркарскиот куп. Спасоевич за 2 коша. Не погодува. Па прифаќа Главчев. Младеновиќ. Ќе треба да асистира, така е. Отидоа Спасоевич и Нешовиќ, двајцата на Младеновиќ, топка за Казарновски, лести поени. 11 за Казарновски. Плюс 4.
На влез Крафорд. Има лична грешка или не? Судиите велат дека играта треба да продолжи како да очекува едните и другите дека ќе има свиреш. Може би е време Лукаич да бара тайм-аут, особено ако погоди составот на Блокотекна сега. Казарновски со хорок погодува. 13 кош Антон Казарновски. Од 10 разлика Блокотекна доаѓа на негатива од 2. Спасоевич. Алексеј Нешовиќ. Пенов се обиде да го најде баголот на теренот Спасоевич. Пресече Главчев. Стојановски во игра заедно со Нешовиќ, Лалич, Трајковски и Крафорд. Одлично додавање Крафорд за Нешовиќ. Спие кошаркарите на Блокотекна во одбрана во рекетот. Лесен поем подарок за МЗТ Скопје. 8 кош за Алексеј Нешовиќ. Младеновиќ. Мјатовиќ против Трајковски. Бара позиција од свртување. Погодува Данило Мјатовиќ. Негов 21 поен. Крафорд. Висок-низок ситуација со Мјатовиќ. Прави лична грешка Данило Мјатовиќ. Се уште го користат бонусот играчите на Блокотекна. Лалич. Крафорд. Блок на Лалич. Крафорд шутира за тројка над човек. Погодува. 26 поен на Джордан Крафорд. 10-та тројка за МЗТ Скопје. А 24 од овие поени се во второто полувреме. 10 тројки од 22 шута за МЗТ. Тоа е добар ефект. И сега Крафорд краде. Може да биде човек на одлука. Додавање за Лалич. Има чекори. Имаат впечаток дека ова беа чекори од Јуре Лалич. Еве во тој момент реагираа судиите. Добро се постави Бенџамин Двеин во одбрана. 5 разлика, 80-75. Тајм-аут за Маријан Илиевски. Play 3 and play fist. 5 points. Idemo u jedan, Jakov! Stay man to man. Stay one in defense. Switch, triple switch. Hey, now where he speaks with number 1, it's trap. Okay. Imamo još jedan dobar jak faul. Iskoristi go. Kako treba, ajde. Go. Се очекуваше ваков тесен надпревар во ова второ полуфинале. И го има. 80-75. 2 минути и 16 секунди до крајот. Предност за МЗТ, но напаѓа Блокотекна. Смит за Бенџамин Двеин. Стои на блок Мјатовиќ. Бенџамин Двеин ја губи оваа топка и прави лична грешка. Бара неспортски фаул Лукаич, затоа што Бенџамин Двеин запре контра на МЗТ, но овде се фрли по оваа топка. Прекршок. Имаше тајм-аут Илиевски, се договорија играчите на Блокотекна што да одиграат,
не успеа да ја завршат акцијата, не само да ја завршат, туку и да шутнат. А и го потроши оној фаул за да го исполнат бонусот. Еве го Јуре Лалич. Негов 10-ти кош. 82-75. Сега Блокотехна мора да реализира. Смит. Додава за Бенджамин Двейн. Добро играат одбрана над него кошаркарите на МЗТ Скопје. Смит не погодува. И Лалич. Дефанзивен скок. Агресивно, доминантно во својот рекет. Еве го Смит сега прави фаул. Има уште доста време, но полека го губи овој надпревар Блокотехна. А и оваа лична грешка на Смит во обид да ја избие топката од Крафорд, овозможува две слободни фрлања. Крафорд е во ритам, Крафорд е во форма, негов 27-ми поен, така што и не е вистинскиот играч за да се прават фаули над него, затоа што и нема промашување. 3 од 3, а сега и 4 од 4 од оваа позиција и МЗТ доаѓа до плюс 9. Тоа е предност што во најдобар случај треба да се анулира со 3 тројки, значи со 3 напади, а за тоа треба многу време. Главчев оди на влез, па Смит. Еве го Главчев, шут за тројка, погодува. Пети поен за капитенот на Блокотехна. 8 тројка за гевгелискиот состав. 84-78 плюс 6 за МЗТ и напад. Тоа го користи правото на тајмаут Желко Лукајич да подели совет како да се дојде до кош, може би и за крај на овој меч. Da, iz boksa, znači, jedan blok i ovaj blok. Ako imaju problem, to trči da uzmeš blok. Ajmo, 1, 2, 3. МЗТ Скопје има добитна комбинација и се надзира надпревар на вечните ривали утре во Кавадарци во финалето на 26-тиот кошаркарски куп на Македонија. Но да видиме. Има уште цела минута, што ова кошарка е многу. Крафорд. Трајковски. Оди МЗТ на долг напад. Па Лалич. Додавање за Стојановски. Еве го Крафорд. Има уште време за ова акција. Прави лична грешка Смит. Непотребна, откако веќе минаа 13 секунди. Невнимателен е Смит. И претходно подари две слободни фрлања за Джордан Крафорд. Еве го и сега идејата беше да се брани овој напад, па потоа Блокотехна да погоди. Поврз основа на времето, евентуално те командуваше Маријан Илиевски дали да има фаул завршница, а не да се потрошат 13-14 секунди па потоа да има прекршок. 29-ти поен на Крафорд. Еве го и 30-тиот. Ќе биде најкорисен играч на ова полуфинале со само 2 коша во првото полувреме и дури 28 во вториот дел. 8 разлика за МЗТ, повторно потребни се 3 напади на Блокотехна за да се стигне оваа предност. Младеновиќ, сега треба брз кош. Па Бенджамин Двейн.
од место, шут на Ѓуровски, топката оди во аут, што од се ова лична грешка. Мислам дека Спасоевиќ фаулираше против Бенџамин Двеин. Еве го тој момент во борба за позиција. Останува во напад тимот на Блокотехна. Но само 38 секунди до крајот. Времето работи за МЗТ Скопје, кој што можеби најзначајната победа во меѓусебните дуели со Блокотехна сезонава ќе оствари вечерва. А првата практично победа во третиот надпревар ќе биде најзначајна и ќе го однесе до финалето. Но најпрво тајм-аут за тренерот на Блокотехна Маријан Илиевски. Стоја, Гора, Сашо, Бенџамин. Стојан, кој те чува тебе? Стојан, Бенџамин. Скрин. Даун. Скрин. Пас. Шут. Океј. Океј. Ако има опција да ја спуштиш тук, да спушташ, Стојан иде у корнер. После пас из него. Јасно. Таму. 7, 12, number 9, foul. Бого. Нема да се предаде Блокотехна, но тешка е ситуацијата, затоа што мора да има барем 3 напади за да се анулира оваа разлика. Додавање сега за Младеновиќ, не успева да ја задржи топката, оди во аут и се радуваат кошаркарите на МЗТ Скопје. А опомена брати Лукајич дека треба да се доврши овој надпревар. Рафорд па Соколов. Ќе влезе сега Блокотехна во пенал завршница. Фаулиране Дарко Соколов, кој постигна 5 коша до сега. Маза да промаши 8 слободни до сега. Реализираше 12 од 20. Блокотехна има 16 од 17, но разликата е превисока, така што прашање е дури и да ги промаши двете Дарко Соколов. Дали ќе остане теорија за Блокотехна, која што многу тешко играше во нападот во второто полувреме. 6 коша Соколов, 9 разлика. Не само 3 напади, потребни се 3 тројки во нив. Тргнува напред Смит. Се обидува да постигне 2 коша. Оди во аут и ова е веќе дефинитивно крај, иако и претходно се знаеше дека МЗТ Скопје ќе ја елиминира Блокотехна и ќе се пласира во финалето на купот. Претходно мислам во текот на овој надпревар, во завршните минути кога МЗТ Скопје повторно направи висока предност. Фаул за Младеновиќ. 2 слободни ќе има за Крафорд и само го чекаме конечниот резултат. Гордан Крафорд 31 поен. коша. На крајот ќе излезе и убедлива разликата. Бенџамин Двеин од голема далечина не успева да погоди. Соколов дава знак дека МЗТ воопшто нема да напаѓа, но мораше да ја пренесе топка, да се разбира, преку противничката половина, за да не ја запрат судиите оваа акција. МЗТ Скопје оствари првата победа во третиот надпревар во оваа сезона против Блокотехна, кога е најзначајно во второто полуфинале на кошаркарскиот куп на Македонија. 89-78 во салата Јасмин во Кавадарци.
БМЗ утре ќе игра со Работнички за 9-та куп титула со желба да се изедначи со големиот ривал по бројот на трофеите во ова надпреварување, или пак да дојде до 15-тиот првенствен, или пак куп трофеј во својата витрина. Блокот текна на патот да дојде до првата титула во македонската кошарка, почна добро. Продоби првиот период со 29-19, играше одбрана на која што тешко се прилагодуваше екипата на Лукаич. Блокот текна создаде и разлика од 38-26 плюс 12 во 15-та минута. Од тогаш серијата на МЗТ Скопје од 15-0 значеше дека актуелниот македонски првак и 8-кратниот освојувач на купот ја презеди иницијативата и го контролираше резултатот до самиот крај на надпреварот. На полувреме тоа беше 45-43, по третиот период 69-62, а на крајот МЗТ победи со 11 коша. Крафорд даде 32 поена, од нив 30 во вториот дел. Беше лидер, особено во моментите кога Дамјан Стојановски и Бојан Трајковски заработија по 4 фаули. Трајковски го заврши надпреварот со 16 коша, Стојановски со 14, а двоцифрен беше и Лалич со 10 поени. Кај блокот текна 21 кош даде Бјатовиќ, 20 Бенџамин Двејн, 13 Казарновски. Меѓутоа, многуте грешки на блокот текна и рапидниот пад во играта и во шутот во второто полувреме придонесоа МЗТ Скопје да се пласира во големото финале, што ќе го гледаме утре на македонската телевизија од 19:30. МЗТ Скопје Работнички. Почитувани гледачи, еве толку од овој пренос од вториот надпреварувачки ден од завршницата на купот во салата Јасмин во Кавадарци. Останете со нашата програма. Продолжуваме со олимписките содржини и оваа вечер и се разбира рано 2 часа по полноќ со новиот ден во Пјонгчанг и надпреварите во алпските дисциплини, а во меѓувреме репризи од она што беше најактуелно денески големото хокејарско дерби меѓу Канада и Чешка. Од мене поздрав.